за дивоградбите во Матка. Државната комисија во текот на своето работење обезбеди достатна документација, изврши увид на лице место во општината и имаше соработка и со други надлежни органи, надлежни институции кои што извршија инспекцијски надзор во општината. До општина Сарај поднесени се 2 барања за легализација на бесправно изградени објекти од времен карактер и тоа поднесени се на 8.2.2018 година од лицето Амет Саити и уште едно барање на 24.12 од лицето Джемел Саити. Со увид на лице место во општината и со увид во документацијата од другите надлежни органи како Управниот инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина, Управата за заштита на културно наследство, како и белешка на Министерството за животна средина, Државната комисија констатира дека по овие барања општината, односно градоначалникот, не постапил, односно не одговорил на барателот, иако согласно член 22 од Законот за локална самоуправа, општините се надлежни за издавање на одобрение за градење на објекти од локално значење, утврдени со закон, како и уредување на просторот и уредување на градежното земјиште. Понатаму, општините се надлежни за заштита на животната средина и природата преку спроведување мерки за заштита и спречување на загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучава и неионизирачко зрачење. Од истиот закон, согласно Законот за локална самоуправа, градоначалникот е надлежен да решава во управни работи за права, обврски, интереси на правни и физички лица во согласност со закон. Со непостапување всушност се прекршени одредбите од Законот за локална самоуправа. Понатаму, општината нема донесено одлука за донесување на програма за поставување на времени објекти, врз основа на која би требало да се издаде одобрение за поставување на времени објекти. Општината нема донесено програма за поставување на урбана опрема, за која што треба да добие дозвола од градот Скопје. Согласно Законот за легализација, платформата како времен објект не може да биде предмет на легализација. Од Државниот инспекторат за животна средина, од извештајот на Државниот инспекторат, видовме дека тој упатува на член 19 и член 174 од Законот за води, според кој без водостопанска согласност не смее да се издаде одобрение за градба на објектите. Државниот инспектор за животна средина упатил наредба до барателите за легализација за отстранување на платформите, бидејќи немале водостопанска согласност, но и ниту имале барање за доставување мислење за зафаќање на вода од бунар за потребите на објектот. Со наредбата за отстранување на платформите и градбите, како монтажна и тврда градба, воедно е упатено и забрана за користење на моторни чамци, бидејќи се наоѓаат во заштитеното подрачје. Државниот инспекторат за животна средина исто така упатува на Законот за заштита на природата, член 184, според кој сите заштитени подрачја кои биле прогласени пред стапување во сила на законот од 2004 година продолжуваат да ја уживаат заштитата до моментот на нивно репрогласување, што во овој случај не е направено. Од Управата за заштита на културно наследство упатуваат на тоа дека за да се спроведе било каква активност за дадена локација мора да се добие дозвола, односно заштитно-конзерваторска потврда од оваа управа. Управниот инспекторат пак во својот извештај има наведено дека за споменатите барања органот не донел конкретен управен акт во законскиот рок, согласно член 11 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти. Понатаму, барањата за утврдување на правниот статус на бесправно изградените објекти не се евидентирани во уписник, ниту во деловник, како основна евиденција за заведување на документите.
И уште понатаму наведува дека во уписникот за евиденција на примени барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти се заведени само барања доставени од 2.1.2018 до 11.1.2018, бидејќи потоа се истрошиле листовите и понатамошната евиденција престанала. Записниците за констатираната состојба со датум од 5.3.2019 година ги изготвил раководител на оделение за инспекцијски надзор на општината, кој што не ги исполнува условите за овластен градежен инспектор, бидејќи има несоодветно образование, односно висока стручна спрема машински инженер, што не е во согласно со актот за систематизација. Исто така и овие записници не се евидентирани. Врз основа на овие документи предлагам Комисијата да да донесе иницијатива за поведување постапка за кривично гонење на градоначалникот поради тоа што не одговорил на наведените барања, а до владата на Република Северна Македонија и до Министерството за транспорт и врски да дадеме препорака за донесување решение за преземање на работите од надлежност на овластениот градежен инспектор. Ова е согласно членот 145 од Законот за градење. Исто така, да упатиме препорака до владата да го задолжи надлежното Министерство за животна средина во најкус можен рок да го изработи предлог законот за прогласување на кањонот Матка за споменик на природата со предлог на дворешни граници.